Среда, 20 декември, кратки вести во 12 часот. Со средства од државниот буџет ќе се изгради нова спортска сала во основното училиште Ванчо Николевски во село Лескоец, а ќе се реконструира и адаптира простор за нова училишна зграда за потребите на основното училиште Кочо Рацин. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков со министерот за образование Јетон Шакири ставија параф на договорите за реализација на овие зафати. Владата неодамна пренамени буџетски средства во износ од 2 милиарди денари наменети за реализација на 66 проекти во 44 општини. За зафатите во Охрид се пренаменети 90 милиони денари од централниот буџет. Во периодот јануари-ноември оваа година од меѓународните аеродроми во Охрид и Скопје се превезени 2,9 милиони патници, што е за 32% повеќе споредено со истиот период од минатата година. Само во ноември бројот на патници достигна речиси 245.000, а биле реализирани скоро 22.000 летови. Само минатиот месец на двата аеродроми се реализирани 2006 полетувања и слетувања, или 45,2% повеќе отколку во ноември минатата година. Во тек се подготовките за бадниковата поворка во Охрид, што ќе се одржи на 6 јануари. Стотици деца низ охридските улици ќе ја пеат вечниот бог. Интересот за учество е голем. Секоја сабота во 13 часот во спортската сала на основното училиште Христо Узунов се одржуваат пробите, вели за Супер радио Летка Филипова, главен координатор на настанот за Охрид и Охридско. На градскиот плоштад децата ќе бидат пречекани од градоначалникот на Охрид, а ќе им бидат поделени и пригодни подароци. Големата бадникова пештера која наликува на онаа во Витлеем, каде што е роден спасителот Исус Христос, и годинава ќе го краси градскиот плоштад во Охрид и ќе биде поставена деновиве. Времето денес сончево со умерена облачност, попладне дува слаб до умерен југозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.